Здраво, дечки, денес ќе прашам учениците што мислат за Орце. Ина, ај со мен. Да, иди ти прв пак е тоа. Добре. Васја, што мислиш ти за Орце? Првенствено мислам дека освен што нуди едно екстремно високо ниво на академски развој, јас во Орце се запознав со многу различни карактери, многу квалитетна настава и пред се моите очекувања пред уписот беа на екстремно високо ниво и на вистина тоа се исполни. Не само што нуди едно екстремно високо ниво на настава, туку нуди и многу можности, многу очекувања и тие очекувања на крајот треба да се оправдаат. Така да мислам дека Орце е едно од најдобрите, ако не и најдобрите избори за средно образование. Сметам дека нема ништо да се погреши доколку во училиште се стапне, затоа што како индивидуа секој од нас може да се изгради. Браво, се не кажа. Фала ти многу. Ајде да видиме други што мислат. Дечки, зошто се запишавте ви во Орце? Па искрено ради децата и професорите, имам супер дружба, одлични професори, безброј можности. Топло ви препорачувам да се запишете во Орце. Браво. А какви можности ни нуди Орце? Па за мене дефинитивно мотивот за запишување во гимназијата беа воншколските активности, некои што можам да ги набројам. Имам став, Орце Токс, представи и безброј други работи. Супер, фала ви. Еј, Бекс. Дали брзо ти помина годината и каков впечаток ти остави? Па да, релативно брзо помина годинава. Најголем впечаток ми остави тоа што се падна во најдобриот клас. Со мене, така? Да, со звездата. Мене учебната година ми помина баш брзо. Најголем впечаток ми остави тоа што дружбата, создавањето многу нови пријателства, како и шегите на часовите и на одморите. А сега ти на нас да може ли да ни ги одговориш тие прашања? Кој ја? На вас? Па исто како што кажавте, не очекував волку брзо да помине и како што кажав се согласувам со вашите впечатоци, тие се и моите. По што ја запамтивте вие учебната година? Добро, по што ја запамтив? Ја запамтив највеќе искрено да кажам по екскурзијата. Многу добро се поминавме, така? Да. Топ. Здраво дечки, сега заедно со мене ќе одиме да ги пронајдеме координаторките на Book Club на Орце Никола. Здраво дечки, дали ќе може да ви поставам неколку прашања за Book Club? Најпрво, кога е формиран и од каде произлезе целата идеја? Формиран беше во ноември минатата година, бидејќи ние како љубители на книгите осетивме дека нема клуб во кој што ќе можеме да зборуваме на англиски јазик за книги кои што ние ќе ги одбереме, и исто клуб во кој што ќе можеме да бидеме сосема самите себе без присуство на професор. Добро, а кои се всушност бенефитите од целиот овој клуб? Целта беше да се создаде некое слободно место каде што ние ќе можеме слободно да дискутираме околу интересни книги, филмови и така натаму. Понатаму се создаваат дискусии на актуелни теми кои што нас не интересираат. При тоа секако го подобруваме нашето знаење за англискиот јазик и секако создаваме нови пријателства со луѓе кои што имаат слични интереси на нас. Здраво дечки. Дали ќе може да ми кажете кој се може да се уклучи во вашиот клуб и на кој начин? Секој што е љубител на книга и што сака да дискутира за книгите на англиски јазик, може да се пријави од 1 до 4 година и тоа може да го направи преку... Тоа може да го направат преку Орце Media акаунтот, во кој што има линк за Google Forum акаунт, кај што ќе се исполни со информациите и после тоа автоматски се приклучени во клубот. Благодарам многу. Чао! Колега, ај се ти си раскапа простига, ама каква жутка су били женат, нема да ти се ведува, без пора. Не знам ни дома. Здраво на сите, со нас се ученичките што напишаа драмата Денешницата за Орце. Најпрво сакам да ве прашам, како дојдовте до идејата за драмата? Значи имаше ученици во Орце што изразија желба за драмска секција и ја кажавме нашата желба на професорката по македонски која ни овозможи да ја реализираме драмата со тоа што она ни предложи нејзини идеи и ние ги кажавме нашите за на крај да склопиме една убава представа. Бидејќи оваа драма имаше доста многу ликови, јас би кажал, кои ви беа потешкотиите? Дали имавте воопшто потешкоти за драмата?
Па, генерално се распределивме многу добро, секој си одбра одреден лик или одреден чин кој што го пишуваше сам и потоа се собравме сите заедно и нели видовме дали ни се допаѓа како целина драмата и коригиравме таму каде што сметавме дека треба корекција. Така е. И бидејќи јас како еден од глумците би кажал, како еден од најомилените ликови, ме интересира да ве прашам кој од вас го пишуваше мојот лик? За твојот лик сме заслужни јас и ова лепоти се тука. Како најдобриот лик во таа драма, во најубавиот, највештиот. Сме задолжни јас и Искра, заедно двете помалку. Може да додам дека мислам дека исто така кога пишувавме драмата, многу беше битно да внимаваме на тоа бидејќи сите имаме различни силови на изразување и кога ги пишувавме ликовите моравме сите да се консултираме добро едни со други за да не испаднат така малце поразлични чиновите. И тоа беше исто така предизвик, особено бидејќи имаше толку многу ликови, ама мислам дека добро се организиравме и добро испадна сме. И нормално не пишувавме, само туку пред се дружевме, се собравме кај Лара дома за распуст, си поминавме многу убаво и направивме така малце подобри другарства откако од тие што ги имаме нели во училница само. Одлично. И како за крај, сакам да ве прашам кои се вашите импресии од цело ова искуство? Ова искуство беше прекрасно, особено со оглед на тоа што представата ја удоловува вистинската денешница, денешниот живот, како денес луѓето функционираат. Задоволни сме од тоа и како публиката реагираше на представата. Задоволни сме од тоа како глумците си ги совладаа своите должности за да може да ја представат представата на вистински начин. Благодарам многу на сите. Ај, батка, може да старчи жена да се бъдам напред. Дај ми философија сега. Ја единствен будала од цела држава тука што ти седнал и ти ми забрануваш душа. А сега да ја слушаме и страната на глумците. Андре, те молам кажи ни кој беше твојот лик во представата? Ја го глумев ликот на старосот кој седи у кафулето и се буни на глупостите што ги прават младите. Маријан, како се одвиваа пробите? Па пробите беа многу мачни, но затоа интересни. Многу викенди ги потрошивме во училиштето спремајки се за представата за да ја направиме што поинтересна. При време се стекнавме со многу пријателства кои ќе траат дугачко. И за крај, Јана, кажи ни кои се твоите импресии од цел настан? Јас сум многу задоволна од настанот и очекувањата не ми беа толку големи, но на крајот таква возбуда доживеав на сцена и многу ми се допадна ова искуство што го имав во школа за драма. Фала ви многу. Здраво, денеска сме тука со Стефан Дуковски или исто така познати како Гамбит. Значи, он ни ја покажува, мислам, музичката култура во Орце. И сега ќе ни каже нешто повеќе за неговите таленти, неговите проекти. Па, дечки, здраво. За музиката ништо, мислам, почна како резултат на ковид и после прерасна у нешто што не мислевме дека некојаш ќе прерасне и се собравме смешни некои луѓенца во еден колектив и почнавме да пишуваме песни и да правиме инструментали и почнавме после да ги објавуваме и сега ние многу јако и настапуваме и креираме и ќе продолжиме така и Орци има голем удел у тоа, така што да. А за проектната задача нешто слушам, представа си направил за тоа да ни спомнеш? Вака проектна одбрав македонски и знаев дека не сакам да направам нешто, например како есеј и си реков што може да направам, а да не е есеј и си мислев и после сватив и почнав да пишувам представа и ја напишав представата и беше многу интересен процес на пишување заедно со помош на мојот ментор Сузана Черпанковска. И како се вика, после ја направив и аудиција, собравме деца, глумци, ја дававме два пати, еднаш у кинотека за одбрана на проектната, друг пат у холот на Орце пред сите што сакаа да дојдат и беше прекрасно и сум многу среќен што можев да ја реализирам идејата и така. Добре, и за крај што би им препорачал на идните генерации? Што би им препорачал на идните генерации?
Требаше да го смислам или требаше да ми биде смислено или шо. Вака, Орце е многу интересен концепт, не е институција, концепт е Орце, така што секој што сака да се искаже на свој начин, што сака да си најде свој некој пат, што мисли дека може да смени нешто и што е несигурен каде ќе продолжи понатаму, дојдете во Орце и мислам дека ќе најдете одговор и посебен начин на одговарање на сите овие прашања и нејасности. Дава, не знам, дава можност да си целосно ти и тоа е нешто што многу некој човек треба да го цени. И тоа, не знам. Идеме назад идеме пак. Морни слободно да пирам, кај да сакам, кај да идам. Имаме ланскиот првенец на генерација Драго Јакимовски, кој што за почеток ќе ни се представи и ќе ни каже што студира и каде. Здраво! По Орце Николов, моите студии продолжив на Светскиот универзитет во Манчестер, во Велика Британија, во областа на физика. Здраво на сите, јас сум Оливер Куновски, моментално студирам во Марибор во Словенија на факултетот за информатички науки и ланската година завршив во средното училиште Орце Николов. Дали ќе може да не кажеш дали Орце даде некаков придонес, односно како Орце придонесе во твојот нов образовен живот? Да, во Орце Николов, покрај тоа што се здобив со доста знаење во многу општествени и природни науки кои што ми помогна да пораснам во една целокупна личност, пред се здобив со многу искуства и карактеристики кои што беа есенцијални во процесот на вклопување во една нова интернационална средина. Можам да кажам дека сум релативно задоволен од одлуката која што ја донесов. Исто така можам да кажам дека навистина многу брзо успеав да се снајдам и на новата средина и на новата учебна програма. Сметам дека една од главните причини за тоа е самата основа и начинот на учење кој што успеа на некој начин професорите од Орце да ми го пренесат на мене. Бидејќи споменав дека си бил првенец на генерација, затоа нели мора да имаш учество на некој надпревари. Дали ќе може да не кажеш на кој поточни надпревари имаш учествувано и на кој пласман нели се имаш пласирано? Да, имам учествувано на многу национални и меѓународни надпревари, од кои што најзначајни се моето учество на Балканската и на Светската олимпијада по физика. Првиот пат всушност станав дел од репрезентацијата која што ја представуваше Македонија на Балканската олимпијада по физика, на која што закитив Македонија со првиот медал на таа олимпијада. Потоа всушност го остварив мојот детски сон, а тоа е да станам дел од репрезентацијата која што ја представуваше Македонија на интернационалната олимпијада по физика. Учествував на олимпијада по геонауки која што се одржуваше во Јужна Кореја во 2019 година. На олимпијадата учествува учесници околу 180 од повеќе од 40 на држави. На олимпијадата успеав да го освојам бронзениот медал и на тој начин да ја представам достоинствено Македонија и Орце Николов. За олимпијадата се спремав целиот тој летен период, бидејќи олимпијада се одржуваше крајот на почетокот на јули. Доста ми помогна професорите од Природно-математичкиот факултет, како и професорката по географија Лилијана од Орце. А дали има некои професори кои што те мотивираа баш за сето ова? Да, дефинитивно секој од професорите во Орце ми остави голем впечаток, но најмногу сакам да дадам поздрав до професорката по македонски јазик Маријана Георгиевска-Ристевска, која што сум премногу благодарен за безпрекорната поддршка која што ми е даден из целиот средношколски процес, а исто така еден голем поздрав до професорката Елизабета Сафрониевска, која што беше секогаш до мене ми даваше исто безпрекорна поддршка во процесите на надпреварите и во хемија и во физика.
Каков белјак остави Орце на тебе? Орце Николов пред се е приказна само за себе и единствениот начин за некој да ја искуси е едноставно да биде дел од неа. Се слушам. Премногу сум среќен што представува мал дел од историјата на тоа прекрасно средно училиште. Ако би можел да ја тргнам учебната година која што бевме онлайн, можам да кажам дека во Орце ги поминав најубавите 4 години од мојот живот. Навистина тие 4 години беа исполнети со доста спомени, доста убави сеќавања и стварно не можам да кажам ниту еден лош збор за моето средно училиште. Навистина бев презадоволен и можам Орце на кратко да го опишам како местото каде што постои идеален баланс помеѓу квалитетна настава и добра дружба, не само помеѓу самите ученици, туку и помеѓу учениците и професорите. И за крај со нас е едни од најглавните ученици во Орце Николов, може да кажам. Тоа се представниците на УЗО. Најпрво, дали може да ни кажете што е всушност УЗО? Накратко кажано, УЗО представува една структура од ученички представници, односно председатели или подпредседатели на класовите, кои што имаат задача да ги представуваат интересите на нивните соученици. И што подразбира тоа? Тоа подразбира нели секој проблем да го споделуваат и заедно како ученичка заедница се стремиме да го решиме, исто така да бидеме поддршка за иницијативите кои што сакаат учениците да бидат реализирани. И сена се работиме во насока да создадеме една поубава атмосфера во секојдневниот живот на средношколците од Орце Николов и се трудиме да бидеме што погласни и најгласни, да кажам, согласно наградата. А зошто УЗО е баш најгласната ученичка заедница во Орце? Наградата која што ни ја додели организацијата ЛИД, всушност сведочи за тоа. Не одбрана како најдобрата училишна заедница во годината 2021-2022, односно како најактивна, со најмногу настани, највлијателна на ниво на државата. Бевме и на финален натпревар во Велес, на кој што се квалификувавме по исполнување на првична квалификација. И мислам дека навистина е заслужена наградата, бидејќи знаеме, особено јас и Саша, колку активно работеа орцашите навистина оваа година за да направат една средина која што не би можел никако другше да ја опишам освен како Орце. Да. Што поточно правите за остварување на ученичките иницијативи и идеи? Всушност не сакаме се она што се случува во нашето училиште да биде чисто по заслуга нели на професорите, на директорот и на останатите, да речеме, кадри во нашето училиште, туку сакаме тоа да биде наша заслуга, наше дело како ученици и затоа сме тука константно за оние ученици кои што имаат некои идеи и повикуваме на состанок, без разлика дали се директно поврзани со ученичката заедница, односно дали се председатели, подпредседатели или не, и ги сослушуваме нивните предлози, нивните иницијативи и понатаму работиме во насока на нивно остварување, значи понатаму стапуваме во контакт со педагошко-психолошка служба, директор и да кажеме затоа има многу Орце организирано ученичката заедница, всушност интересни настани. Понатаму не е само за настани, туку и за некои клубови кои што сакаат учениците да постојат во Орце, да ги раководат и така натаму. Пошто ги спомнавме идеите и иницијативите, дали правите нешто за ученичките проблеми? Секако ученичките проблеми се исто круцијален дел од дејноста на училишната заедница и на сличен принцип всушност ги решаваме, соработуваме и со педагошко-психолошката служба, со директорот, со надлежните, со професорите, кои што морам да признам дека навистина многу имаат излезено во пресрет и помагаат всушност во процесот. Всушност ги сослушуваме сите ученици исто така независно дали се дел од училишната заедница или се само ученици во некој од класовите и според тоа понатаму гледаме кој е некој најефикасно решение за проблемот кој што би можело универзално да се примени, за на крај да го презентираме пред надлежните, односно пред директорот, пред педагошко-психолошката служба и професорите и на крај да најдеме некое заедничко решение кое што е функционално за сите страни. Тука едно сонце многу срца разбуди. Тука сум и јас, тука си и ти.
Тука секој ден ни плете дом од години. Тука сум и јас, тука си ти. Тука едно сонце многу срца разбуди. Тука едно сонце многу срца разбуди.